Од 23 до 29 мај во Кочани ќе се реализира 59-тото издание на Драмскиот аматерски фестивал, на кој ќе настапат 9 домашни и 3 театарски групи од Република Србија. Пред свеченото отворање, членовите на управниот одбор на ДАФ на пресконференција истакнаа дека се свесни од уметноста е подолга од просечниот човечки живот, поради што целта на манифестацијата е да се прикажат уметнички остварувања што долго ќе се паметат и за кои ќе се зборува. Оваа година беа пријавени 16 представи на конкурсот кој што управата на Драмскиот аматерски фестивал го објави, од кои нашиот селектор Благој Веселинов, актерот Благој Веселинов, одбра 12 представи кои што ќе бидат прикажани на овој фестивал. Од нив 3 се меѓународни. Исто така имаме и пропратни настани, како концерти, исто така имаме и една пилот проект, а тоа е македонската публицистика. Оваа година фестивалот не започнува 23 мај, ќе трае се до 29 мај. Ние како организатори се надеваме дека ќе можеме да мотивираме и некои други посетители надвор од нашиот град да го посетат Кочани, бидејќи Кочани има што да понуди, и дека оваа година Кочани ќе живее со сцената, со многу аплаузи, со многу насмевки и со многу радост. Во рамки на 6-дневната програма на Драмскиот аматерски фестивал ќе бидат прикажани драмски текстови од домашни и странски автори. На последниот ден, кога ќе бидат доделени наградите за најдобрите театарски групи, свој концертен настап ќе има и групата Мизар. Како придружна содржина, а со подршка од Драмскиот аматерски фестивал и општина Кочани, за 29 мај е најавено одржувањето на првиот интернационален фестивал на музичка публицистика, чиј организатор е Македонскиот музички архив. Ова е пилот проект наречен Интернационален фестивал на музичка публицистика, настан кој што не постои на Балканот. Го инициираме сега, благодарение на ДАФ и општина Кочани, да се обидиме да направиме нешто што во иднина може да донесе еден нов квалитет на културниот живот во градот, што би значило промоции, представување на музички книжевни изданија кои што се рецентни, особено што се однесува до домашната публицистичка продукција, која што во последните пар години е забрефтана, се појавуваат се повеќе такви изданија. Да не зборувам дека на Балканот, во Европа и пошироко такви изданија се нормална работа. До сега некој не се сетил, ние осмисливме некој начин како да ги донесеме, особено македонските публицисти. Во рамки на 59-тиот Драмски аматерски фестивал ќе има и неколку придружни содржини, како што се концерти, саем на книги, ликовна изложба и книжевна промоција. Поддршка за реализација на фестивалот и годинава обезбеди Министерството за култура и општина Кочани. Членови на граѓанската иницијатива за чист воздух во Кочани викендов организираа герила акција, во која поставија уметничка инсталација со црно обоени метални сончогледи пред влезот на општина Кочани. Со тоа го изразуваат своето незадоволство од непостапувањето на одговорните во локалната самоуправа во врска со загадувањето на воздухот во регионот. Екоактивистите од граѓанската иницијатива нагласија дека освен загадувањето од фабричкиот оджак на компанијата Paper Mill, во изминатите неколку недели евидентно е дека негативен придонес за аерозагадувањето имаат и комуналните депонии во Кочани и Виница, кои се запалени и постојано чадат. Додека ние се бориме против загадувањето од Paper Mill, покрај загадувањето од Paper Mill, наместо да се подобруваат нештата, таму нешта да се влошуваат, денеови ни се запали депонијата во Кочани, во која што директна надлежност имаат градоначалникот, комуналното предпријатие, и бараме, апелираме да се помратнат нешто, да ги помратат работите. Затоа ги поставуваме овие инсталации чисто да ги подсетиме нив, да ги подсетиме граѓаните дека во Кочани веќе станат Чернобил. Значи се загадува воздухот до такви енормни до такви енормни граници што веќе не е издржливо. Со тие вредности што ги има, посебно од Paper Mill што излегуваат, тоа е нешто страшно. Герила акцијата со црните сончогледи, фотографии од оштетени бели дробови и изменети стихови од рациновите денови во наредниот период ќе бидат поставени и на други локации во Кочани.
Целта е повторно да се подигне јавната свест и да им се укаже на надлежните да работат во интерес на заштитата на здравето на граѓаните. Отпадот на комуналната депонија на јавното претпријатие Водовод подолг период е запален, а густ чад се шири кон градот и го загадува воздухот. Граѓаните засилено реагираат поради силната миризба на изгорени материи и бараат од одговорните во комуналното претпријатие да преземат мерки за гаснење на огнот и елиминирање на чадот. Оттаму пак велат дека пожарот е подметнат, а се прават напори состојбата да се стави под контрола. Граѓаните, би рекол, со право реагираат, бидејќи од пред неколку дена градската депонија повторно чади. Чади од причина што тоа е практично резултат на претходно подметнатиот пожар. Ние во неколку наврати пријавувавме до Министерството за внатрешни работи, последниот пат излегува и на лице место, на увид со противпожарен инспектор. Депонијата инаку редовно е третирана, а редовно еве и сега во моментот ни тече тендерот, односно јавната набавка за третирање на депонијата. Меѓутоа, пак ќе кажам, овој последниот пожар е резултат на претходно подметнатиот пожар и на деновиве на местото каде што е градската депонија имаше претерано силен ветар, кој што предизвика да пожарот малку повеќе се разгори. Меѓутоа еве веќе од пред неколку дена е ставен под контрола, сега практично чади, меѓутоа во чадот е со многу мали размери. Повторно и нашите екипи и екипите на противпожарната служба се на терен за да го досандираат и тоа малку што е останато. За да се интервенира во гаснењето на градската депонија, вработените во комуналното претпријатие Водовод ќе ја искористат наменската цистерна што е поставена на локацијата и со пумпи за вода ќе се обидат да го спречат ширењето на огнот. Исто така се размислува и за поставување видеонадзор на неколку пунктови на депонијата, но за тоа претходно треба да се обезбеди електрична енергија. Комуналното претпријатие Водовод на почетокот на јануари оваа година поднесе кривична пријава против непознат сторител заради предизвикување општа опасност и загадување на животната средина со подпалувањето на депонијата. Состојбата беше слична и пред неколку години, поради што тогаш жителите на селото Бели излегоа на протести и го блокираа регионалниот пат кон Пониква. Викендов во Основното музичко училиште Ристо Јуруков во Кочани и во Центарот за култура Тошо Арсов во Виница концерти одржа пијано трио. Тројцата академски музичари, Дијана Мирчевска на виолина, Верица Ајтовска на виола и Иван Трајковски на пијано, изведоа атрактивни дела од Дмитрий Шостаковиќ и Астор Пјацола. Публиката имаше можност да ги слушне 5 дела за 2 виолини и пијано и помалку познатата страна на Шостаковиќ, музиката која што е убава и директна, радосна и тажна, но не изречена од страф и гнев, очигледна во делата на Шостаковиќ. Исто така беше изведено и контрастното Нуево танго од Обливион и 4 годишни времиња во Буенос Ајрес на Астор Пјацола, кој што се смета за револуционер на традиционалното танго. Пијано трио е формирано во 2018 година и досега има настапувано во повеќе градови во државата. Настапот во Кочани и во Виница беше со цел да се постигне креативна интеракција меѓу музиката, инструментите и публиката, меѓу композиторот, изведувачите и слушателите. Пијано трио ќе има свој настап и во Куманово, а концертите се реализираат со финансиска поддршка од Министерството за култура. Викендов во Скопје се одржа меѓународен џудо надпревар, чиј организатор беше Македонската џудо федерација. На турнирот учествуваа над 180 надпреварувачи од повеќе клубови во државата.
а свои представници имаше и кочанскиот клуб Гладиатор. Нашите джудисти освоија вкупно 9 медали, од кои 4 сребрени и 5 бронзени. Второ место и сребрен медал во своите категории освоија Милан Станоев, Лазар Нацев, Дамјан Крстов и Марко Максимов. Трето пласирани со бронзени медали се закитија Јована Јованова, Анастасија Стошик, Наталија Лазарова, Горан Терезиски и Ненад Максимов. И покрај добриот настап на турнирот, без повисок пласман и без медали останаа Матео Станоев, кој го освои четвртото место, додека Борјан Јанев беше петопласиран. Слично на джудистите, викендов успех остварија и младите каратисти на карате клубот Кочани. Тие учествуваа на меѓународниот турнир Охрид Опен. На надпреварот имаше над 600 надпреварувачи од 10 држави, при што представниците од Кочани освоија 1 сребрен и 2 бронзени медала. Карате клубот Кочани на турнирот учествуваше со 8 надпреварувачи, при што Иван Арсов во категоријата кадети над 70 килограми го освои сребрениот медал, откако го загуби финалето од представникот на Грција. Лука Ѓоргиев во категоријата помлади кадети до 45 килограми и Илија Охомуш во кадетска конкуренција до 70 килограми се закитија со бронзените медали. Од карате клубот Кочани истакнаа дека се задоволни од настапот на нашите надпреварувачи со оглед на силната конкуренција и освоените медали. Радува и пласманот на останатите надпреварувачи кои, иако не се закитија со медал, сепак имаа добри борби.